Денешен гостин на Трн е некој што го дефинираше архитектонскиот простор на интернет. Не зборувам за некој што креирал Pinterest табла со слики од модерни куќи, туку за основачот на Марх, единствениот податлив сајт за архитектура кај нас, кој деновиве прославува 10 години постоење. Марх е приказна која што трае 10 години веќе. Започна како еден крик на студентски отпор, бидејќи припаѓам на една генерација која што во студентските денови даваше отпор за случувањата со центарот на град Скопје, кој што потоа се трансформира во некакво индивидуално делување за конечно 2014 да се помирам со фактот дека како општество не успеваме да делуваме зрело, па се посветив на едукација на подолг крок на пошироката јавност. Сега Скопје 2014, денес е 2024, 10 години потоа. Борбата против тој проект создаде атмосфера, да речеме, и ситуација на сцената која што имаше потреба од една ваква страна. Значи простор каде што ќе ги архивираме податоците со цел себе едукација. Бидејќи и самиот проект Скопје 2014 е резултат на, да речеме, недоволно знаење за себе. Македонската архитектура е зависна од општеството многу повеќе отколку од самата зрелост на архитектите. Тоа значи дека општеството најмногу влијае преку своите политички действија, економските прилики, меѓутоа и образованието на оние кои што ја поседуваат финансиската моќ, тука се инвеститорите, и индивидуалните одлуки на поединци. Повторно нивото на нашето образование дава простор до каде може македонската архитектура да се развива. Мораме да започнеме од легислативата, значи законите, пред се урбанизмот. Урбанизмот е тој кој што е вовед во добрата архитектура или потенцијално лошата архитектура. Сакам да видам промена пред се кај нас самите, да се образуваме многу повеќе за нашето културно наследство, да стекаме почит на околината околу нас, да се надоградуваме професионално и да воведеме моралот и етиката во професијата како нешто почетно. Девар мало секако, градскиот парк водно, остатоците од старото Скопје, брутализмот, веројатно сите делају помалку. Како дете бев опсаднат со старото Скопје и љубовта кон градот кој што исчезнал и веројатно во таа некоја детска слика би се вратил на момент да видам навистина како изгледало старо Скопје, пред големата промена. Апсолутно им недостасува и тоа можеме да го забележиме преку дворовите како ни изгледаа пред 20 години сега, кога беа ете во мојата населба беа оградени само со жива ограда, каде што нашиот сосед е дел од нашето семејство. Тоа значи дека споделуваме добро и лошо, понекогаш веројатно и лошо, меѓутоа нели поминуваме ли тоа сте заедно. Денес имаме големи огради, покриени погледи, се повеќе скриени, но не сметам дека целосно е згаснат малскиот живот. Зависно колку има млади луѓе. Таму каде што има, се уште не сам дека пусти.